Собројуваат деновите до формирање на пржинската влада. Конкретно, идната недела, премиерот Димитар Ковачевски ќе си поднесе оставка, а потоа на чело на владата, на техничката влада, ќе стапи Талат Џафери. ВМРО ДПМН најави дека ќе партиципира во техничката влада, но нема да даде поддршка за премиерот, односно техничкиот премиер Талат Џафери. Господин Ѓорчев, одлучивте да партиципирате во пржинската влада, но нема да дадете поддршка за Талат Џафери да биде технички премиер. Нели е помалку лицемерно да сте против Џафери, истиот тој Џафери кој беше дел од владата на Никола Груевски додека тој беше министер за одбрана? Зошто сега Талат Џафери нема кредибилитет и легитимитет да ја води пржинската влада? Поради целиот зулум кој што се случува на Македонија изминативе години. Во Македонија никогаш не било полошо, Македонија никогаш не била покорумпирана, Македонија никогаш не била поиселена, Македонија никогаш не била на овие ниски економски гранки и тоа не да делегитимира владата, туку едноставно ги дисквалификува сите оние учесници и соучесници во овој зулум кој што се случува на Македонија, на македонскиот народ и на граѓаните на Македонија. Што ќе биде приоритет на министрите кои ВМРО ДПМН ги одреди да бидат дел од пржинската влада? Два главни приоритети се. Едниот е санирање на штетите овој зулум по институциите кои што се случува, кои што гледаме секој ден. И второ, нормално, подготовка на парламентарните избори и рефлектирање на волјата на граѓаните. Значи, ние мора да ја сочуваме она демократска волја, за која што очигледно е веќе дека е опозициона, дека е антивладина, дека наклонетоста е кон ВМРО ДПМН, известна е победата на ВМРО ДПМН и новата влада, но не треба да дозволиме на власта во 92 минута да направи некои работи кои што ќе го дискредитираат изборниот процес. Господин Ѓорчев, како ги доживувате коментарите дека Мицковски, ова е по-стара констатација, Мицковски е ист како Владко Ѓорчев? Во која смисла? И по политиката, и по реториката. Па видете, ние можеме, вака како кажам, да имаме вербален скопски пинг-понг за ова или онаа тема, но она што во моментов е важно за Македонија е тоа дека Христијан Мицковски е подготвен да биде премиер, тој има поддршката на граѓаните, тој е нашиот кандидат. Неколку години наназад успешно го води ВМРО ДПМН, по навистина тешки околности и во моментов приоритет на Мицковски како председател на ВМРО ДПМН е да подготви сериозна, озбилна изборна програма, затоа што состојбите во Македонија никогаш не биле полоши, дупката во која што се наоѓаме е навистина длабока и тој тоа го прави. Значи, тој треба две главни работи да направи во моментов, тоа е да ја преора Македонија, да поиде секаде, да зборува со луѓето, да ги убеди, да ги објасни работите, иако очигледно е фијаското на власта. И второ, преку програма, преку убедување, преку напишани проекти, да ги убеди граѓаните на Македонија да го поддржат тој концепт, но вистинската работа за него почнува после мај. Тоа ќе биде да состои владата, таа влада да има што е можно помалци уцени, тоа значи што поголема поддршка во парламентот и после тоа да почне еден тежок процес на закрепнување на Македонија, затоа што во моментов, за жал, со оваа влада на СДСМ и ДУИ, со оваа гарнитура Македонија и тоа како урнисана. Како ВМРО ДПМН и Мицковски ќе успеат да состават влада и да ги придобијат симпатиите на дел од коалиционите, можните коалициони партнери, особено кај албанскиот табор, кои можеби или најчесто имаат спротивни позиции и размислувања и политики од ВМРО ДПМН. И во однос, например, уставните промени, договорот со Бугарија. Она што е важно во овој дел, тоа е дека на Македонија треба силна влада. На Македонија треба влада која што нема биде соборена или уценета. И на Македонија и треба премиер кој што ќе има јасен мандат и поддршка. Затоа ни треба 61 пратеник. Значи, дури и луѓе кои што со години... Врз на што ги темелите вашите проценки и проекции дека ќе успеете или дека сигурни сте дека ќе освоите 61 пратеник? Ќе бидеме блиску до тоа.
Значи, ќе бидеме близко затоа што убедливо водиме на анкетите, сега сме 2:1, можеби и повеќе, има околу 30% неопределени луѓе. Добар дел од тие луѓе се плашат да одговорат, не сакат да кажат, нели, имаат некој вработен во јавниот сектор или едноставно не сакаат да се изјаснат. Но кога ги гледаме на другите прашања, например, дали сте задоволни од општите состојби, не сме задоволни. Какво мислење имате за владата? Негативно. Дали Македонија може подобро? Може. Значи, кога ќе ги видите тој круг на луѓе по другите прашања, тогаш јасно е дека се тие луѓе антивладино определени и дека се проопозициона. Така што огромниот дел од тие луѓе, кога ќе дојде денот на изборите, ќе гласа за ВМРО-ДПМН. Кои се можните, кои би биле можните коалициони партнери на ВМРО-ДПМН, доколку ја добиете поддршката од граѓаните за формирање на нивната влада? Коалиционите преговори почнуваат после изборите, но она што можам да го кажам, тоа е дека на еден начин се разговара и преговара кога имаш 51 пратеник, како што имавме 2016-2017, а на друг начин се разговара кога имаш 61 пратеник. Така што ние сме насочени во моментов на 61 пратеник, но уште еднаш важно е ВМРО-ДПМН не само да биде победничка партија, треба да биде и тоа како убедливо победничка партија, а истовремено јасно ми е дека СДСМ ќе го има во моментов најлошиот изборен резултат во својата историја. Значи, оној резултат на Радмила Шекеринска во 2008 година, коалиција Сонце и слично со 230.000 гласови, сега ќе биде полош. Ќе биде полош затоа што еден куп луѓе кои што гласале за СДСМ нема да гласаат, и второ затоа што многу народ за жал од Македонија се исели, и трето затоа што многу луѓе почина и умре. Господине Ѓорчев, дали новиот услов на ВМРО-ДПМН за можна соработка со ДУИ е интегративците да номинираат свој председателски кандидат? Сакаме ДУИ да биде во опозиција, ДУИ треба да биде во опозиција. ДУИ 20 години е на власт и ДУИ е и тоа како вклучено во секојдневните скандали на власта. Значи, ние како ВМРО-ДПМН со нашиот концепт на 61 пратеник, со нашиот концепт и програма за Македонија, со нашата волја, мотив, желба, инспирација за Македонија е да ја поразиме владата на СДСМ и ДУИ. Или, ако сакате, владата на ДУИ и СДСМ. Господине Ѓорчев, оваа владеачка гарнитура не успеа да го екстрадира во Македонија поранешниот ваш лидер и пример Никола Груевски, кој е во бегство. Дали доколку ВМРО-ДПМН дојде на власт, ќе бара екстрадиција и Никола Груевски да ја одлежи затворската казна во држава? Треба да се видат кои се правните механизми кои што стојат на располагање, треба да се види која е во моментов состојбата со правните делови кои што се однесуваат и во делот на Македонија, но исто така и во делот на европското законодавство, унгарското законодавство и целиот тој корпус на прашања. Истовремено, оние кои што и направија зулум на Македонија изминативе 7 години, и тоа како треба да одговараат. Затоа што ако ги споредиме бројките се апсолутно во сите можни категории на страна на владата на ВМРО-ДПМН е споредено со ова. Например, еве гледате цената на струјата. Цената на струјата галопира со години, а Македонија плаќа и граѓаниве и народов и стопанството плаќа најголема цена на струјата. Истовремено гледате го податокот од вчера, електростопанство на Македонија или ЕЛЕМ, Електрани на Македонија, бележи огромни загуби. Мислам дека беше 7 милиони евра. Тоа се огромни загуби. Истата таа, например, компанија пред 7, 8, 9 или 10 години беше компанија која што испорачуваше и поевтина струја, имаше еден куп проекти, помагаше еден куп спортски клубови, локални самоуправи, култура и така натаму и така натаму. Ако погледнете економски раст, Македонија никогаш не имала помал економски раст. Ние едно време имавме ситуација каде што во Македонија доаѓа премиерите, председателите и министрите од соседството да учат економија и да учат за инвестиции. Во Македонија се отворија 100 фабрики и странски инвестиции. Ние сега не знаеме како изгледа отварање на нова фабрика. Македонија едно време беше земја во која што се отвора автопати. Ние сега не може да изградиме 1 километар автопат. Секој ден гледаме дали е фијаското, не знам, на Кичев Охрид, дали е на
Скопје Блаце или не знам некоја реконструкција кај Катланово и кај Петровец која што трае веќе 5 години и така натаму и така натаму. Децава немаат лекови. Значи, оние системи, например, на онкологија кои што сме ги направиле пред 7, 8 или 9 години, 7 години се во подрум. Зашто? За да гарнитурата на СДСМ и ДУИ прави пари на онкологија на сметка на здравието на стотици и стотици и смртта на стотици и стотици граѓани. Значи, за жал, оваа Македонија е неуспешна држава. Дојдовме од ситуација каде што секој месец Македонија имаше на времето отворење на спортска сала, спортско игралиште, некој автопат, камен темелник, реконструкција на мост, градење на болници, отворење на фабрики. Дојдовме на тоа да сите соседни земји, кои што претходно ни гледаа во грб, се 3 копија над нас. Значи, на времето пред 10 години Грција беше во рецесија, Македонија беше и тоа како подобро, луѓето се смееа. Србија беше и тоа како понеуспешно од нас, доаѓаа нивните министри и премиери да учат економија во Македонија. Дојдовме да просиме од нив кутија вакцини и да молиме за нив брашно и зејтин. Косово и Албанија беа позади Македонија, сега влезете во Косово и Албанија преку автопатите и нивните аутобанови, гледате дека влегувате во држава која што функционира, кога ќе влезете во Македонија, гледате дека влегувате во темен вилает, каде што има искршени банкини, неискосена трева, дупки и мост и тунели кои што немаат ниту едно светло. Значи, Македонија, да резимирам, Македонија не ја сакам како неуспешна земја. Македонија треба да биде успешна, Македонија може да покаже дека ќе биде успешна и Македонија тоа може да го направи. Ни треба голем дисконтинуитет и пресврт. Што мислите, на кого најмногу македонските граѓани би му ја дале поддршката за иден шеф на македонската држава? На Гордана Силјановска, Александар Спасеновски, Зоран Ставревски? Мислам дека не би му ја дале на Стево Пендаровски, туку на кандидатот на опозицијата. Стево Пендаровски не ја заслужува довербата од граѓаните, иако тој се обидува да биде така еден председател на дистанца, па као нешто ни риба ни девојка, по нешто малци ги поддржува, па не ги поддржува. Така, од една страна му треба поддршката од нив, од друга страна, не знам, кога ќе направат нека очигледна глупост, недела дена ќути, молчи и хибернира. Значи, тој е соучесник, буквално соучесник. Стево Пендаровски, во ова што се случува на Македонија, по сите можни основи. Ги потпиша сите можни закони, кои што нанеса огромна штета на Македонија во сите области. Значи, тој е де факто нотар за ратификување на владините програми. Правото на вето не го искористи. Од друга страна, кај него не видовме било каква проактивност да направи нешто. Значи, чекај, председател си, имаш 50-60 луѓе околу тебе секој ден, еве денес. Например, денес во неговиот кабинет има 60 луѓе, начело со него, кои што овој народ ги плаќа, кои што овој народ, како да кажем, им делегирал некоја одговорност. И денес што има работено Стево Пендаровски? Што има работено вчера? Што има работено завчера? Ништо. Тоа е премалку за една позиција која што треба да биде извор, вруток на програми, иницијативи, работа, драйв, оптимизам, цела низа на работи кои што навистина може да ја помогнат на Македонија. Значи, не може ние позицијата и како Стево Пендаровски што го направи тоа да ја редуцира позицијата, не знам, полага цвеќиња на годишнини и на споменици или пак, не знам, честита празници и тук таму ќе прими по некој. Не. Прв човек си на државата. Тоа значи да, во нашиот систем одговорноста е ке владата, но со неговото нечинење, тој е соучесник во ова, и со неговото подпишување на сите можни катастрофални закони на Таче Ковачевски, на Артан Груби, Али Ахмети, Бојан Маричич, Зоран Заев и целата таа дузина и група на автори, тој е соучесник во ова. Значи, убеден сум дека можеме и треба да го поразиме. До изборите има околу 90-100 дена и после тоа ни треба ситуација во која што заедно и владата, односно премиерот, и председателот ќе работат заедно за Македонија. На крајот, од потесниот круг за иден кандидат за председател, покрај Гордана Силјановска, Александар Спасеновски, кои се останатите?
Па во моментов се вршат тие истражувања, сондажи, нели се проценува целата ситуација, но мислам дека според оние фундаменти кои што ги гледаме, кои што се однесуваат на расположение на граѓани во делот на поддршка или не поддршка во однос на одредена личност, политика, гарнитура, мислам дека опозициониот кандидат кој што ќе дојде од ВМРО-ДПМН има предност и во однос на премиерот Димитар Ковачевски, односно СДСМ и во однос на претседателот Стево Пендаровски. Така што во април и во мај очекувам двојна победа на опозицијата, на граѓаните, на народот, не само на ВМРО-ДПМН. Важно ние луѓето да не поддржат. Важно е за Македонија. Важно е. Не може Македонија да се дозволи уште 4 години од оваа небиднина, од овој ужас на дневна основа што ни се случува. Така што мислам дека тој пресврт и изборен, и ментален, и во расположение се има случајно кај луѓето, а полната артикулација ќе ја гледаме и во првиот круг на претседателските избори, и во вториот круг на претседателските избори, и исто така на парламентарните избори. Значи, мора да победи Македонија. Мора заедно со луѓето, со народот да ја оправиме работата. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам. Се најубаво поздрав до вашите гледачи. Нема откажување. Знам дека е тешко, никогаш нема да се откажеме.